да зборуваме за цвеќињата и розите, сигурно сите ќе се согласите со мене дека јоргованот има преубави ароматични цветови и мощне пријатен мирис. Но, за жал, неговото цветење е мощне кратко. Најдолго цветање и убав мирис на јоргованот се добива откако пупките ќе почне да се отвараат, а времето е малку поладно и суво. Тие формираат многу убава сенка, благодарение на грмушката, но ќе мора да се почека до 50 и повеќе недели за да се види повторно во расцветана форма. Историјата на јоргованот во Соединетите Американски држави датира од средината на 1750 година. Јоргованот се одгледувал во Америка во првите ботанички градини и бил популарен во Нова Англија. Во дворовите на Џорџ Вашингтон и Томас Џеферсон растело ова преубаво растение. Јоргованот во грмушки може да живее стотици години. Јоргованот потекнува од Европа и Азија. Во Европа јоргованот доаѓа од Балканот, Франција и Турција. Се поставува прашање каде е главниот град на јоргованот во светот. Во многу области расте и многу имаат широк спектар во голем број. Но Рочестер, Њу Јорк, несомнено е главен град на јоргованот во светот. Љубовта кон јоргованот датира од 1892 кога во Хајленд парк хортикултурецот Џон Данбар засадил 20 сорти на јужните падини на паркот. Хајленд парк во Рочестер е местото на годишниот фестивал кој трае 2 недели со присуство од над половина милион луѓе секоја година. Овој парк има повеќе од 500 видови на јоргован и повеќе од 1200 грмушки од јоргован распослани на 155 хектари. Покрај тоа, многу домови и паркови во област Рочестер имаат еден или повеќе јорговани. Ако се прошетаат езерата во тие области, ќе се најдат и лјатници од нив по патот и сладкиот мирис секогаш влегува во домовите на луѓето кои живеат во тие области. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.